Веќе 6 месеци Македонија е без народен правобранител, откако во јули 2025 заврши мандатот на Насер Зибери. Најверојатно на 12 јануари ќе биде закажана седница за избор на нов народен правобранител, а со оглед на тоа дека е потребно гласање со Бадентерово мнозинство, треба да се убеди и Дуи да гласа. За сега нема закажана никаква средба, но во наредните денови можно е Мицкоски да разговари со Али Ахмети за ова со цел надминување на проблемот. Премиерот вели дека во наредните денови што следуваат ќе разговара со сите пратеници. Разговараме во периодот кој што следи со повеќе пратеници, пратенички групи за да се надмине овој проблем. Цениме дека треба да се надмине, бидејќи е дел од извештајот кој што го подготвува Европската комисија за напредокот на Македонија како држава. И доколку сите навистина сакаме да се придвижиме напред, доколку навистина сите имаме иста желба да ја видиме земјата како рамноправен дел од рамките на Европската Унија, тогаш не гледам причина зошто едно такво решение да не биде поддржано и сето ова да биде завршено. Од Дуи за ТВ21 Кусу изјавија дека за сега нема иницијатива од страна на премиерот или парламентарното мнозинство за средба на која би се разговарало за обезбедување на Бадентерово мнозинство за избор на народен правобранител. Не, за сега од нивна страна нема никаква иницијатива за средба на која би се разговарало на оваа тема. Пред неколку дена вработените во оваа институција и двајцата преостанати заменици на народниот правобранител испратија писмо до собранието со кое се апелира за итно решение за, како што ја нарекуваат, безизлезната ситуација во која се наоѓаат од јули месец. Вработените во институцијата на народен правобранител во моментов не се во можност да ги остварат поголемиот дел од правата кои произлегуваат од работниот однос, а од јануари 2026 постои реален ризик да не ги добијат личните примања, со што ќе се доведе во прашање редовното остварување на уплатите за здравствено и социјално осигурување, како и за пензиско осигурување. Како што велат и претходно доставувале известување до собранието, но не добиле одговор. Институцијата Народен правобранител во моментот функционира само со двајца заменици, Илбер Руфати и Сонја Трифуновска. Народниот правобранител се избира и се разрешува од собранието.